Талкајќи низ раскрсниците, улиците и кафеаните во Скопје, овие две малолетни девојчиња пружаат рака за да побараат милостина од луѓето поминувачи. Нивната дневна рутина почнува од 10 часот наутро, па се до вечерните часови, па дури и во времето кога нивните врсници се на училиште. Посам, Салеп. Сега дојде. А до колку ќе останеш тука? До 4? Да, си јадо. И каде ќе спиеш? Дома Имаш ли дома? имам. А одиш ли на училиште? Не. Не одиш. Зошто? Па да баба би мора како купам млеко или бонае. Дали е рано да се идеш тука? Не е Тешко, рано. дали е? Од 10. Од 10 до 4. Да. Зошто си тука? Барам пари. Бараш пари, зашто? Зашто нема? Нема. Дали одиш во училиште? Не. Не. Од колку си тука? Од сабајн од 9 сатот. А до колку ќе останеш тука? До 2. Како е цел ден да седиш тука? Не е добро, не дават. Според податоците од детската амбасада Медјаш, ова се само 2 од 2000 други деца кои питачат низ градските улици. Татјана Гоговска од Медјаш смета дека со поголем ангажман на државата и граѓанските организации може да се постигне решение на овој проблем. Мора да се подобри економската состојба на семејствата, значи да се вработи еден од семејството, за да може да ги издржува децата, за да може да им обезбеди облека, храна, да може да ги прати на училиште, да бидат тие ученици и она што е најважно и најитно, што еве сега и државата најави некои такви активности, децата од тие категории уште од најрана возраст, значи од 3 годишна возраст, да бидат вклучени во предучилишните организации, меѓутоа за нивниот престој тамо, државата да ги покрива трошоците, да се врши едукација со родителите. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека ова не може да се реши за еден ден, туку дека треба да се изнајде долготрајно и соодветно решение. Во минатото беа оставени да гнијат во дупката под кале. Денеска тие се сместени во наша институција, добиваат топол оброк, со кров над главата, нивните деца одат во дневен центар. Тоа е едното решение кое што го нудиме. Рековме во 2019 година воведуваме минимален адекватен приход. Кога вие ќе го покачите трансферот и кога ќе обезбедите соодветно домување, тогаш може да зборувате дека тие деца нема да бидат на улица. Но за истите тие луѓе кои што собираат пластика ќе гледаме по улиците, отворивме и посебна во оперативниот план посебна мерка зелени работни места, за да можеме со општините и со јавните претпријатија да го формализираме нивното работење. Според податоците на Министерството за труд и социјална политика, само во периодот јануари-март годинава евидентирани се 21 дете питач. Најголем број од нив е евидентиран во Скопје, потоа следуваат Прилеп, Куманово, Штип, Кочани, Струмица и Тетово, а во текот на летната сезона најмногу има во Охрид и во Струга.